Текстилните здруженија против замрзнување на придонесите на вработените во текстилната индустрија. Нивната реакција доаѓа откако текстилниот кластер побара амин од владата да плаќа придонеси на минимална плата за износи до 18.000 денари. На тој начин тврдат ке се намали притисокот врз компаниите, а ке се овозможи линеарно покачување на платите на сите работници. Но ова според текстилните здруженија е директен удар врз работниците и ја загрозува нивната пензионерска иднина. Знаеме дека тие добија субвенции, државна помош за да можат да исплаќаат минимална плата. Сега бараат и замрзнување на придонесите, со што ние како организација која се бори за човекови работнички права на овие работници не можеме да се сложиме, бидејќи не знаеме што тоа значи по пензионирањето на овие работници. Дополнително, здруженијата реагираат и на поплаките на работодавачите за недостиг на работна рака. Исто така велат дека немаат млада работна сила и дека нивните нарачи кон странските партнери се откажувани. Слободно можеме да го посочиме прстот кон нив, бидејќи тоа е нивни пропуст, бидејќи младите не сакаат да работат за таа плата, по тие услови и по секое човечко достоинство. Од Хелсиншки пак уште еднаш апелираа за синдикално организирање. Или тие самите да го изберат тој представник кој што би требало да ги изразува нивните интереси, а не како досега да му дозволат на работодавачот во тајност да го избира представникот кој што подпишува спогодби во нивно име. Инаку во текстилната индустрија во источниот регион работат околу 10.000 работници, а текстилството е една од носечките стопански гранки, особено во Штип. Во меѓувреме добивме и реакција од работодавачи во која стои: Одгласен текстилец ниту од Хелсиншки не се во кожата на работодавците и проблемите со кои поголемиот дел од фирмите се соочуваат. Имено покачувањето на минималната плата и подобрувањето на условите за работа не донесоа поголема продуктивност. Напротив, во повеќето фирми, работниците се значително понеодговорни на своите работни места. Од тука колку што е неизвестна иднината на работниците, толку е неизвесен и опстанокот на поголемиот дел од текстилните фирми. Стои во реакцијата: